Најави за настаните во денешниот дневник. Европскиот суд за човекови права ќе одлучува за струшката депонија. Општина Охрид ќе го пресметува еколошкиот отисок на жителите. Нашите музеи и установи за заштита на културно наследство ќе соработуваат со Германскиот археолошки институт. Започнаа уписите на државните факултети. Триесет и 9 лица приведени за подметнување пожари. За најавените содржини ќе ве информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид по свежото утро во текот на денот имавме претежно сончево време со максимални 27 степени Целзиусови. Во текот на ноќта вторник кон среда ќе превладува претежно ведро и свежо време со локална облачност. Во среда над Западна Европа ќе се наоѓа центар на поле на низок воздушен притисок кој што ќе услови нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Локално со услови за поројни врнежи и појава на невреме. Врнежи од дожд се очекуваат и во североисточните предели, како и на југ од Скандинавија. Во останатите делови од Европа стабилно време со локална облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево и топло време со локална облачност. Во северните предели нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 27 до 33 степени. Во Македонија во среда посвежо утро со пат на утринските температури кои што ќе се движат во интервал од 8 до 18 степени. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево и потопло време со дневни температури кои што ќе бидат во пораст. Ќе дува до умерен западен и југозападен ветер кој што во западните предели ќе биде засилен. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 26 до 37 степени. УВ индексот ќе има вредност 8. Во Охрид во среда свежо утро со утринска температура од 13 степени. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево и ветровито време. Ќе дува до умерен западен ветер. Максималната дневна температура во Охрид утре ќе достигне до 30 степени. Во Охрид во четврток по свежото утро со температура од 15 степени, во текот на денот ќе превладува сончево и топло време со максимални 32 степени. Во петок претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Минималната температура од 17 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 30 степени. Во Охрид во сабота ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Минималната температура од 15 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 27 степени. Сервис за чистење на теписи, перална Бубамара Охрид. Професионално машинско перење на сите видови, теписи, кебиња, јамболи и органи, за безпрекорна чистота што остава впечаток. Тимот на Бубамара ќе ги подигне теписите од вашиот дом и за 2 дена ќе ги врати чисти и дезинфицирани како нови. Заедно се грижиме за чистотата на вашиот дом. Квалитет без компромис. Перална Бубамара Охрид. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во безпрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас,
На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бауцентар на улица Железничка. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро лебот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Откако домашните судови се прогласија за ненадлежни, Европскиот суд за човекови права ќе одлучува за случајот со дивата струшка депонија. Адвокатите велат, судот во Страсбург ќе утврди дали македонските судови ја повредиле Европската конвенција за човекови права, чиј потписник е и земјава. Европскиот суд за човекови права ќе одлучува за струшката депонија. Ова следува откако домашните судови се прогласија за ненадлежни по поднесената граѓанска тужба во 2021 година против надлежните институции за негативните последици од депонијата. Со апликацијата до Европскиот суд се бара да се утврди повреда на правото на пристап до суд и повторување на постапката. Доколку судот одлучи дека имало повреда на правото на пристап до суд, во тој случај ваквата одлука од страна на Европскиот суд за човекови права може да биде основ за поведување на постапка за повторување на постапката во која што македонските судови се огласија за ненадлежни. Адвокатите велат судот во Страсбург ќе утврди дали македонските судови ја повредиле Европската конвенција за човекови права, чиј потписник е и земјава.
државните органи да ги сватат или подобро да ги имплементираат своите обврски, а сето тоа да резултира на крајот со подобра заштита на човековите права и на крајот на денот и по чиста и поздрава животна средина и подобро во конкретниот случај подобро управување со отпадот во државата. Струшката депонија е еден од најгорливите еколошки и здравствени проблеми на Стружани. Годишно загадува со над 40.000 тони смет, а се наоѓа на само 500 метри од првите куќи во близина на реката Црндрим и Охридското езеро. Локалната подготвува студија за проценка за еколошкиот отисок на општина Охрид. Во таа насока на својата официјална веб страница, општината објави анкета за граѓаните преку која ќе добие информации каде најмногу се создаваат емисии и како можеме да ги намалиме со цел да придонесеме кон почиста и поодржлива животна средина. Општина Охрид во пределбата за дефинирање на насоките за одржлив развој има потреба до определување на својот еколошки капацитет и утврдување на својот еколошки отисок, печат, како алатка за мерливо управување со развојот кој покажува колку одржливо живееме. Еколошкиот отисок треба да го определи биолошкиот капацитет на просторот на општина Охрид во однос на предизвиците и потребите во секојдневниот живот на граѓаните во областите на транспортот, домувањето, обработката на земјиштето, создавањето на отпадот, индустриското производство и слично. Тој треба да даде одговор на прашањата колку простор е потребен за граѓаните за создавање на се она што го консумираат од своето обкружување, продукти и ресурси и што произведуваат и со што ја обременуваат својата животна средина, отпад и емисии, при што податоците се обработуваат на годишно ниво. Пресметувањето на еколошкиот отисок треба да ги вклучи деталните информации за потрошувачка на ресурси во одредена базна година за храна, енергија, транспорт, изградена инфраструктура, отпад, туризам. Со цел собирање информации за животните навики и потрошувачката на ресурси, за да може да се пресмета локалниот еколошки отисок на жителите на Охрид, општина Охрид објави анкета која граѓаните може да ја најдат и пополнат на официјалната веб страна на општина Охрид. Нашите музејски и научни установи за заштита на културното наследство ќе имаат можност да соработуваат со Германскиот археолошки институт во насока на унапредување на стандардите и методологиите во археологијата, меѓународната промоција на македонското културно наследство и развој на културниот туризам. Министерството за култура и туризам и Германскиот археолошки институт, представуван од Римско-германската комисија, денеска подпишаа меморандум за соработка. Министерот Зоран Љутков изрази задоволство од воспоставената соработка, нагласувајќи низината стратешка важност за јавните музејски и научни установи во земјава. Со оваа соработка се отвараат нови перспективи и за нашите јавни музејски и научни установи кои преку посебни договори понатаму ќе имаат можност да воспостават партнерства со оваа реномирана институција и да реализираат заеднички археолошки истражувања. Соработката со Германскиот археолошки институт ќе овозможи размена на знаења, методологии и заеднички истражувања, со што се очекува унапредување на научните стандарди и меѓународната промоција на македонското културно наследство. Овој меморандум представува силна основа за унапредување на стручната и научната афирмација на нашите археолошки откритија преку размена на современи методолошки принципи, одработка на материјални докази и нивна промоција во меѓународен контекст. Истовремено соработката ќе придонесе за развој на културниот туризам како една од стратешките насоки на европската културна политика во 21 век, а со тоа археолошките локалитети во Македонија ќе добијат нова димензија, не само како научни, туку и како туристички атракции кои ја раскажуваат историјата на нашата земја пред светот, истакна министерот Љутков. Започна уписите во прва година студии на јавните високообразовни установи во земјава за академската 2025-2026 година. Почна уписите на државните факултети во земјава. На Факултетот за туризам и угостителство Охрид во оваа академска 2025-2026 година во прва година може да се запишат 256 студенти.
Пријавувањето во првиот уписен рок на ФТУ започна денес, 19 август, и ќе трае до петок, 22 август, и од 25 до 27 август. Вториот уписен рок е на 15 и 16 септември, а третиот на 24 септември 2025 година. Идните академски граѓани може да избираат меѓу студиските програми за туризам, осигурување и менаџмент со ризик, хотелско-ресторански менаџмент, царина и шпедиција, гастрономија и менаџмент во услужен сектор. И оваа академска година ќе бидат активни студиските програми на англиски јазик, при што на насоката туризам ќе може да се запишат 10 студенти, а на царина и шпедиција 16. На Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле во Охрид уписите почнуваат следната недела, на 25 и 26 август. Место има за 294 бруцоши. Вториот уписен рок е на 15 и 16 септември, а третиот на 29 септември. За подметнување пожари во државава приведени досега се 39 лица, а по преземени мерки поднесени се 25 кривични пријави. Министерството за внатрешни работи информира дека од 1 април 2025 година до 18 август 2025 година во врска со пожари на отворен простор приведени се вкупно 39 лица, а по преземени мерки поднесени се 25 кривични пријави. Најголемиот број на настанати пожари е утврдено дека се предизвикани од човечки фактор со различни мотиви и се преземаат мерки и активности за расчистување на случаите и откривање на нивна евентуална меѓусебна поврзаност. Од Министерството информираат дека од 1 јули 2025 година, откако е воведена забраната за движење во шуми, до 30 јули оваа година, без писмено одобрение за движење во шума, биле затекнати 22 лица. Против истите ќе бидат поднесени соодветни поднесоци по Законот за шуми. Во насока на рана превенција од пожари, полициските служби употребуваат дронови за мониторирање на шумските појаси на територијата на државава. Со воведувањето на овие оперативни мерки зголемена ефикасноста во делот на раното предупредување и лоцирање на евентуалните пожари, како и детектирањето на можните причини или причинители на истите, велат од МВР. Почитувани гледачи, го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!